дали тој или може некој друг кој ти бил некој така значаен, тежок пораз, онака што ти отскокнува во меморијата да ти влијае некако тежок пораз да ти е, ама сепак да си научил нешто од него. Да, јас. Не, лани тој ми беше најголемиот пораз, дефинитивно, затоа што ја изгубив борбата и изгубив, не се срамам ја од изгубена борба, тоа е едноставно таков е спортот. Некогаш ќе победиш, некогаш ќе изгубиш, нема потреба да бидеш мислам нема потреба. Нема потреба да си ставаш притисок дека ти треба да ја победиш секоја борба што може. Некогаш не ти е денот, едноставно ќе се навратиме на моето дека детали се упрашања. Некогаш едноставно некои работи не си ги направил како што требал или што и да е. Ништо да зема, тренирав за таа борба, бев прилично, може да кажам, во пик вакво перформанс форма, ама за жал добив COVID, не е екскюз, само едноставно фатив COVID и 3 недели, 4 не тренирав. И пак се вратив, нели бев пак у највисока форма, ама губев вакво кондицијата. И ништо после трета рунда почна борбата. Прва рунда избоксува, втора рунда го бутнав, стана и од трета рунда натака бев едноставно веќе не бев ни психички присутен. Затоа кажувам дека менталниот дел е многу битен. Не бев психички присутен, не бев кондиционо веќе спремен да правам влез-излез, да правам притисок, туку едноставно бев у flight mode, може да се каже. Ја изгуби технички, на поени, како ја изгуби? И изгубив, судијата ја спречи у пета рунда, многу удари у глава добив. И влез измеѓу, демек, не се браниш доволно, тоа е. Океј. И што научи од тоа? Па тоа ми беше пораз у животот, затоа што многу луѓе ми свртеа грб, по цел мој тим ми сврте грб, ме оставија, почнаа ми зборат како треба да си најдам друга работа, кариера у животот, каде што секи биде како што треба, не знам што, почнам да барам работа. И ме бутна, нели, ти кажав, завршив во кола, спиев во джим, спиев. Значи тоа е тогаш ствар. Да, каде све не имам спиено. И